Ја озвучуваме оваа книга Друм за Македонија. Едиција Лицеум, насловна страна, цртеж мислам дека е на Симе Пандовски, позади е Орфеј Митскиот цар на македонците, издадена 97-ма, текстовите се пишувани години, 2-3 години наназад, значи точно пред 30 години. Односно 97-ма, така е. Односно пред 20 години. Не е важно. Видите, тоа се некои текстови кога Македонија се осамостојуваше. Пред 30 години практично, да, така е. И неизвлечени поуки, што се случува во Македонија и зошто ние не можеме да застанеме, бидејќи ти се потпираш на некои телесни работи и живееме во проклетство. Освен тоа, проклетството е и од Антиох Епифан. Но треба некој духовник да ви го каже тоа. Каква боја има македонскиот образ овамие. Трибината траеше 4 часа. Никој не сакаше да си оди дома. Зборувам за маратонот Мина Угриновска, подоцна го преименувавме театарски маратон Мина Угриновска, па Дионисови слави, па Дионисусови слави, и на крајот Ар Македонски слави, додека не ни ги укинаа средствата. Затоа што ќе сме ги скарале со нашите соседи, како што гледате, не ги скаравме ние со нашите соседи, нема сега кој да ги подсетува. Нашите соседи дојдоа да не заколат нас овде. Тоа е целата приказна со Европска Унија, со тоа натосано европејство и така натаму. Трибината во салонот 1919, каде што културниот центар Скрби и утеха ја организираше трибината македонците од древнина до денеска. Никој институт не го направи тоа, или историски архив или не знам што. 5 фалангисти, Скрби и утеха. 5 фалангисти ја кажуваа својата патека за македонската историска висина. Видете, Господ кога дарувал некои луѓе ви дал Таткото Небесен Исус Христос, треба да ги оставите да работат. А вие ги цензурирате. Така беше и со Чернодрински кој заврши како библиотекар во Софија. МНТ гостували и него канеле на представи. Ете тоа, денеска го славите. Се разбира, на Скрби и утеха не му се дозволува да игра на Чернодрински. Ова постава веќе немаме ние представи, во цензура сме. Не велеа така ве третира министерството. 5 фалангисти, министерството за што? 5 фалангисти ја кажуваа својата патека за македонската историска вистина. Зборуваа, потоа стана една жена, професорката Ангелина Маркус. Рече дека 30 години на своите студенти им предавала лага за некаква грчка филозофија, грчка трагедија, а тие се македонска филозофија, македонска трагедија. Видете, треба да имаш доблеж да се покаеш. Македонска трагедија и воопшто не станува збор за некаква грчкост. Грците губиле Протагора, Аристотел, Питагора и мнозина други македонци. Васил Илјов ги покажа дешифрирањата, односно читањата на македонското писмо старо 7000 години и тој не издаде книга. Државата не застана за тоа. Видете, не можеш науката да ја контролираш и уметноста да ја цензурираш. Професорот Белчев зборуваше за етимологија, за тоа дека грчките речници во себе не содржат како никнал зборот и дека повеќе од половина од нивните зборови имаат македонска основа. Душко Алексовски ни кажа за 100.000-тиот гравир најден на карпите во Македонија, што ја прави нашата земја лидер на Светската федерација за карпеста уметност. Ристо Ивановски зборуваше дека во вториот век според римски извори на Карпатите немало живот. Немало никакви Словени. Препливување на реки со трски, за тоа дека пелазги се македонците и феникијците. Симе Пандовски ни каже за своите 2 книги, за тоа дека Новиот Завет е пишуван на којне, царскиот македонски јазик, а не на грчки. Којне е официјалниот јазик на империјата на македонецот Александар. Трибината траеше повеќе од 4 часа. Никој не сакаше да си појде дома. На крајот беше зачнато прашањето до кога во образованието ќе се предаваат карпатските трски и реки. Се виде сега, замислете, ние им ги даваме на увид на бугарите, учебниците, тие кои не убивале за време на Втората светска војна и претходно. Замислете.
Енциклопедијата не ја објавија, Ману се повлече. Ману, зашто служиш ти, друже? Ману, другарке Ману. На крајот беше зачнато прашањето до кога во образованието ќе се предаваат карпатските трски и реки. Тоа е клучниот проблем на македонското образование. Додека се одржуваше македонската трибина на плоштадот Македонија, студентите и средношколците повторно се собраа да го кажат својот став за образованието. За македонскиот проблем кој го создадоа како своевиден светски експеримент, сојузниците, или само еден дел од нив, односно коалиционерите. Најцрвениот од нив, барем според своето презиме, се појави на екранот да ни чита соопштенија. Не сте помислиле кој му ги чкрта, како во времето на Чаушеску, Сталин, чо Енверчо, Тодор Живковчо, Титово браварско, коалициско, братско единствено, односно сожителско коалиционерство. Почнува македонската војна. Подобро да се реши денеска со збори протести, отколку по 10 години со крв, и така и беше. Зборувам за проблемот на македонското образование. Македонските бранители, тие што влегува во собранието по затвори, тие што не убиваа во собранието. Звание на образот, да, македонци мои, каде негде терористите се во собранието? Зашто само во Македонија тоа мора? Не е баш мало. Енциклопедија на просвета од Белград, година на издавање, ме подсетува на издајство Предавство 1969, страница 382, пишува вака: Манастир Свети Прохор Пчински на реката Пчиња во Македонија. Манастир Свети Прохор Пчински на реката Пчиња во Македонија. Вториот образ по звание е геокартата на Југославија, издадена 1947-48, и таму манастирот е во Македонија. Во Прешево 1900 и некој имало училиште на ВМРО. Значи, треба да се појде во историскиот архив да се обелодени дали манастирот и Прешево се во Скопскиот округ или не. Второто прашање е да се најде кој и во чие име отстапил дел од македонска територија и да се оди на меѓународен суд за арбитража околу границата. А тој кој дарувал македонска територија се знае да се прогласи за член на Сојузот на борците и народните херои. Да се казни, да се награди. Зборувам за македонскиот образование. Втората територија за која сакам да позборуваме, македонци мои, е територијата на Тетово, Богово. Таму на прославата за новиот градоначелник се пукало со огнено оружје. Се извикувале пароли, македонците да ги предаваат куките и слично. За какво сожителство станува збор? Кој кому му коалиционира, за чиј интерес? Кој им дава право да ја отуѓуваат македонската земја? Студентите и средношколците беа фашисти, носејки пароли и мавајки со јајца, а арнаутите пукаат со пиштоли. Ти има 3 имиња: Арнаут, Шиптар, Албанец. Следниот пат може би и студентите ќе земат нешто и ќе пукаат. Може би единствениот пат на македонскиот образ е таков. Или треба да им дадеме се што ќе им текне на нивните сепаратистички фундаменталистички глави. Имам некакво чувство дека некој повторно без знаење на македонците ја дарува македонската земја. Зборувам за Тетово, за македонскиот образование. Таму има сега универзитет, се фати колку фалс дипломи имаше, фалсификувани, никој не одговара. Зошто? Тоа ли е тоа европејство? Во еден од македонските весници прочитав текст за образованието под наслов "Деца драги ве лажат". Во него тој вели дека не треба да ги фаќа носталгија децата драги за сменетото знаме. Сонцето од Кутлеш по атентатот на Глигоров дојде, тој го смени. Ни срам, ни перде. Оти тоа никогаш не било македонско знаме. Освен за оние наивни души кои веруваат дека сме директни наследници на Александар Македонски. Од тој крв има крв, од тој народ има крв во сите балкански народи. Па добро, ако бугаринот е бугарин, србинот србин, албанецот албанец, арнаутинот арнаут, шиптарот шиптар, гркот грк, македонецот е македонец. Нема што ние да тврдиме македонец е македонец. Исус Христос ги создал македонците сатанска збирштино. Тоа ме подсетува на тезата дека сите сме македонци. Грчки македонец, болгарски македонец, илирски македонец и славо македонец. А што значи тоа македонец? Што е тоа?
македонски полуостров, македонска култура и постмакедонски идентитети. Може би клучното прашање тие сака да кажат дали има македонци. Па има, гледате, секаде има. Текстот во весникот излезе на денот на одржувањето на трибината македонците од древнина до денеска. Трибината траеше 4 часа. Среќен пат Словени. До кога во македонскиот образовен систем ќе ги заблудуваме нашите деца со трските од зад Кавказ? Не сме ли чавки дека ние немаме ништо, дека сите нас ни дале, а токму е спротивното. Македонија е првата нација и центар на европската култура. Тоа македонско знаме беше по втор пат македонско кога го изгласа повеќе партискиот парламент, го изгласа. Пропелерот го изгласаа сојузниците бргу по атентатот ни срамни перде. Сојузот е мртов, коалиционерите не водат во војна. Денеска не ви представивме ни еден древен македонски збор кој лажно го потураат за латински и грчки. Не дека нема, имам цела дузина. Сакав да зборувам за македонскиот образ. Чупето кој зборуваше дека ќе прави емисија на македонската телевизија за трибината македонците од древнина до денеска, не се појави на трибината. Деца златни убај тие. Ја гледав во понеделникот на екранот со симпатична насмевка. Ја спречи партиската боја или се исплаши од темата. Немајте се, македонци, нервирате ги сите. Каква боја има македонскиот образ. Во прилог ви ја доставувам табелата на индоевропски јазици напишана од американскиот лингвист, а не од македонски академик. Се наоѓа во нивната енциклопедија, а не во нашата. Каква штета, нема никакви Словени. Од древниот македонски јазик се изведени јазиците на сите така наречени Словени. Што ќе правите со вашите докторски дисертации? Единственото препливување било од Критска Микена до Солунскиот залив. Македонци мои, децата драги се доволно возрастни да ги препознаат лагите. Каква боја има македонскиот образование. Ја озвучуваме оваа книга, веќе мириса на зима во Маврово. Продромот на македонската младост, ноќеска го сонував Хомера. Стоеше исправен со русите му коси и сините му очи. Упорно се обидуваше да ми го каже зборот. Ечеше неговиот снажен глас дросо, 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 се разбира кога ќе се isврли членот Д се добива росо, роса да роси. Сличноста на современиот македонски јазик со најстарите зачувани ракописи на Хомеровата Илијада не е некоја новост. Меѓу првите тоа го увидел Лудвиг Фран Пасов во 1800 година. Тој тогаш зборовите на Хомер ги споредувал со чешко-словачкиот јазик, а нели тоа е изведено од античкиот и средновековен македонски. Инаку Хомер творел 1200-1500 години од македонската голема ера, а тогаш во наводници, видете сега приказни разни грчките племиња, се уште се немаа доселено во Македонија, Мореа, Аматија, македонскиот полуостров. Тие нели дојде околу 600 години од македонската голема ера. Ајде затоа, македонци мои, да позборуваме за македонското Д, односно за неговото исфрлување. Најпрви, македонци мои, ајдете малку да друмиме. Зборот друм го сретнав во првиот том на македонскиот речник. Под него само уште тројца друмелии. Тоа се зборовите друмник, друмници и друмски, да не речам драмски. Ако на друм му го додадемо на малечкото по, се добива подрум, нели под друмот. А зборот дромос на, пазете, старо грчки, е пат кој мора да се мине. А друме, е лично име популарно кај македонците во Беломорието. Тоа би значило дека човекот е друмник, патувач. Се сеќавате ли, македонци мои, како се викаа староиндиските епови Махабхарата и Рамајана? Нели тие се пишувани во Индија или во Виндија? Ако на Рамајана и го додадеме македонското Д, се добива Драма Јана. Или ајде да ја земеме Румелија, го додаваме македонското Д и се добива Друмелија. Нели област до која треба да се друмува или патува, можете да патувате и со духот, како што е Исусовата врска, тесната патека што води кон животот, е духовно дружење со Исус Христос. Нели област по која треба да се друмува или патума. Слично е со топонимот на Србија. Во Србија Рума, Друма со едно Д, се добива вистинскиот македонски патоказ Друма. Споредете го местото кое не си го исфрла своето Д
а тоа е драма, нели до кавала. Внимавајте, македонци мои, ако зборот друм е пат, тогаш драма е место каде што се раскажуваат патиштата. Па оттаму имаме друмува или оној кој го игра или ги раскажува патиштата. Понатаму името на градот Рим е Рома и со македонското Д се добива Дрома. Или името на реката Дрим, црниот, нели, или името на топонимот Друмкол или Дримкол, или Дрисла, односно Друсло, што без македонското Д значи русло, речно корито, пак на развивање, пат на развивање или посока. Но ајде да ги подрумуваме браќата и сестрите на македонскиот друм или дром. Друмник, друмница, друс, друскам кога думуваш, кога детето се друса да не плаче, друскам, драскам, или друсна, или пак друсла, за распуштена жена. Понатаму ги имаме зборовите друмец, друмиште, друмник, друмница, друмувам и драмувам, друмување и друмче. Интересен збор е зборот друмаджика, со значење на скитничка. Се сетив на сонот на Хомер, се сетив дека името на Јован Крстител е Продромос, оној кој оди пред друмот, кој прв оди под друмот, кој продрумува, и така продрамувајќи доаѓаме до Аристотел и Аристофан. Ајде да им ги надрумуваме од македонската Д, да им надрумуваме и да видиме што ќе се случи. Даристофан, Даристотел. Или со таа додавка Д на Христос, или Христос се добива Дар Христос, или дар крстос, оној кој се дарувал на крстот за сите нас да плати за нашите гревови, а не денеска да тврдите дека няма македонци, охи македонци, колку не македонци, нема тих македонаца. Се изнадрумувавме, македонци мои. Ете, од едно просто македонска Д си дарувавме многу македонштини. Инаку да го растресеме малку името на царот, на македонецот, Александар. Ете на опашката на зборот повторно го имаме она дар, Алек, леко, Алексо, леки, лев, лав, леи. Основата е зборот лек, лек. Покрај она значење кое сите го знаеме, зборот лек или лека или леко е цар. Па оттаму добиваме Алек, Сандар или Алека, Алексан, царски дар, нели, лекот е во лакот, во царот. Па потоа имаме полека, односно по царот, или лека ноќ, царска ноќ, покасно, леко, лек, лев, лав, леј, значи и лав. Нели Александар носеше лавовска шапка, Херакловата. И да не ги заборавиме толкувањата дека основата на името на царот е Андар или Дардан, или повторно во базичниот корен на зборот е давање на дарот Дардан, Андар, со испуштање на македонското Д, Даруван. Да, македонското Д или денот Д на македонскиот народ. Македонските студенти и средношколски решија да друмуваат и да драмуваат во паркот. Паркот не е повеќе она кој ни го прикажуваат, барем според името му. Се викаше жена борец. Веројатно постоела таква личност, но основното прашање на таа нивна борба на борците е за кого се бореле и за која земја. Борците. Поранешниот ректор, професорот и кандидатот кој беше победан од сегашниот ректор, сега е министер за внатрешни работи. И си работи тој. Не им дозволи во паркот на македонските студенти, на неговите студенти. Ако по министерувањето има кабел да се врати на универзитетот и да им предава демократија, не им дозволи да го постават македонскиот шатор во паркот на жената. Борецот, за да не се проборат и тие. Испадна поголем борец и од жената во тој пуст парк, кој станува македонски парк на македонската младост, радост, гордост, непокорување, подосна кога излеговме заради името, пукаа со нас со гумени пиштоли и димни бомби македонската милиција. Срам да ви е. Срам да ви е. Излезе многу голем, најголем борец, поголем и од таа безимена жена. Кого штити македонската милиција? Луѓето што го продаваат сопствениот народ. Каде беше таа негова борба, борбеност во тетовските друмувања? Македонци мои, каде беше Македонецу? Во сличен шатор испушти душа и македонскиот цар Александар. Ја испиша најголемата драма друмувајки. И додека денови врвам низ македонскиот парк, ме гони сонот на Хомера за македонската дроса.
за паркот кој полека го заборава името на жената и станува парк на македонската росна младост, парк на македонските страданија. Даре тоа, македонци мои, на овие горди луѓе на својата Македонија. Тие штрајкуваат да нема двојазичност. Видите, денеска изнасилена двојазичност. Вие имате студенти завршуваат на Македонски универзитет, не знаат македонски. Да не знаеш македонски во Македонија е непочитување. Тоа е непочитување. Нека им се леки ноките во паркот на македонската младост. Да не заборавам, старогрчкиот јазик е обичен коине, по наводници тоа, нели, старогрчки, официјалниот јазик на империјата на македонецот Александар, македонскиот есперанто или царскиот македонски јазик. Останете ми млади во македонскиот парк, македонци мои, ја озвучуваме оваа книга Меерхолд, нашиот современик. Пак сме во паркот. Представата започна со пеење. Претходно едно момче на мегафон ја замоли публиката да се приближи до левата страна на шаторското крило. Паркот на жената. Жената која се бореше еднашка, некогаш, поранешниот парк. Шаторот во кој 20 млади луѓе штрајкуваат со глад. Македонскиот шатор. Двајца актери на театарот Скрби утеха решија да играат за нив, да ги даруваат со театар. Песната тргна срамежливо како пеперутка која се порева на ветрот. Потоа се извиши, ја прелета собраниската зграда тврди на поранешниот затвор, во подрумите на се најдени коски, и одлета преку планината. Од друми, драмата започна со Макбет. Развеите ги барјаците наши на првите цидини. Но кои беа барјаците наши? Првите 3 букви од името на Шекспировиот јунак ги содржи земјата Мак, Едонија, Макбедонија, и паркот, и шаторот, ние, името на представата. Представата имаше 5 актери, но пред шаторот дојдоа да играат само 2. 2 мина. Страшче бе, јуначе. Може би е тоа фактичката состојба на Скрби утеха. Еден стоеше и гледаше, не играше само. Другите не дојдоа. Така ми ти трајче, така ми ти браче. Потоа дојде Ристо Шишков. Неговиот монолог ечеше. Коските ги продадоа за марки. Ја продадовте земјата. Коските ги продадовте за марки. Аплаузот пресече една мисла. Немаше крв. Беше 7-миот ден на штрајкот. Апостолот Павле Страшко кажа една молитва. Ке дојдам при вас, откако пропатувам по Македонија. Потоа зборуваше за смртна поезија. Во оваа земја храброста е забранет збор. Рече, свеките не гаснат, луѓето гаснат, продолжи. 10 март 1997 во Македонскиот парк, во паркот на жената која се борела, некогаш, некаде. Грст млади луѓе распна еден шатор, ја прифатија борбата. Од една жена, од името на паркот, од песната на Ристо Шишков, песната на Шиле, се врати од ке планината, дотекла вода студена, роди се Македонија убава. Момент на вистината, почетна точка за представата, шаторот на царот, Александар Големиот. Вие сте ослободители на светот, им рече на македонците. Во паркот, Арто би рекол културата како еден вид на протест, борба со сопственото време. Зборувам за слободата на театарот, за приказната која мора да биде кажана, која имаме потреба да биде кажана, за македонскиот страв, за паркот, за песната која ја прелетува сивата собраниска тврдина Зандана, за шаторот пред кој царот Александар им се обрати на македонците, за смртта, за просто кажаното излитено сега и овде, за стапот сиров стап апостолски во рацете на Страшко Милошевски како апостол Павле, за посветеноста на представата, за дисциплинираноста на публиката. Аплаузот повторно ми пресече една мисла. Остана да рее тишината. Нашиот дар на младите во паркот останува растреперен запис во сеќавањата, во срцата. Уште една ненапишана книга. Беше 7-миот ден од гладта. Еднашка Александар одби да се напие вода кога немаше доволно во фалангата.
за фалангата во пустината Гедросија. Беше тоа неговата посвета. Околу нас од три страни публика од четвртата македонскиот шатор. Царскиот шатор, сега и овде. Борба со сопственото време. Човек исправен на сцената, значи однос кон општеството. Извадок од представата. Театарот ги буди нашите нерви и срце. Историски и културен контекст од кој не може да се оддели. Патека на вербата. Театарот е перманентна револуција. Постојана, би рекол, извика еднашка Мейерхолд. Потоа го убија во московскиот затвор. Беше февруари 1940. На почетокот на борбата во стар незагреан театар со искршени седишта во атмосфера на политички митинг, додека црвеноармејците јадеа, пиеа и пушеа и играше Зорана Верхарен. И Шекспир играл во слични услови и под псевдоним. Се пееше интернационалата. Во текот на сцените мартирот јавувал за состојбата на Јужниот фронт. Беше тоа црвениот октомври 1917. Така започна третиот театар. По него дојдоа Гротовски, Барба, Брук и останатите нови третотеатарски снаги. А каде е тука Војдан Поп Ѓорѓиев Чернодрински? Првиот театар започна со Еврипид во древна Македонија, кој се играше на античките македонски театри. Вториот театар беше патувачкиот на Вилијам Шекспир, псевдонимот. Третиот е онај кој започна пред 90 години. Засмрди реата на мртвиот театар. Време е да се појави Мейерхолд. Извика еднашка Питер Брук. Каква е смислата на сценската игра ако не се игра собствената судбина? Собственото сега и овде. Проблемот на сегашниот општествен и национален македонски судир. Каков смисол има тогаш македонскиот театар? Гротовски би рекол публикотропизам, себеафирмација, театар кој се спротиставува на собственото време. Свет актер, онај кој се жртвува и актер кој се продава. Македонското сега и овде. Шаторот на Македонскиот парк. Двајца актери од Петмина на театарот скрбивтеха играа за својата земја. Шекспировиот театар од сите страни, обкружен со публика. Такви се условите и во поранешниот парк, жената борец. Тишината ја преполовува собраниската зграда. Истата вечер македонските театри го играа својот вообичаен репертуар. Тие како да живеат во некоја друга Македонија. Беше летото 1963, Питер Брук во Лондон се обидуваше да го создаде театарот на жестокоста. Не успеа тогаш, му појде од рака неколку години подоцна. Представата се викаше Ние. Зборува за нас. Зборуваше за војната во Виетнам, за смртта, за нивниот грев, за нивното сега и овде, за одговорноста на сцената. И представата во Македонскиот парк се викаше Ние. Зборува за нас, македонците, кои сме, што сме биле, како да бидеме, дали ќе бидеме. По премиерата ја нападнаа двајца пишувачи критичари. Едниот од нив половина час по завршувањето на премиерата пушти рецензија на брановите на радиото. Тоа е светски рекорд на театарска критика. Другиот без да ја гледа пишуваше за неа и тоа е веројатно исто така посебна критика. Невидена представа пишува за неа. Засмрди реата, засмрди на мртвиот македонски театар. Време е да се појави Мейерхолд. Прскаше ситна роса. Младите кои гладуваа останаа и таа ноги во царскиот шатор во Македонскиот парк. Театрите во своите згради ги играа вообичаените представи, представички, ички, мички, со шарени птички. Собраниската зграда, мртва, тихува во ноќта. Кое е македонското сега и овде? Со трошки леп ја одбележавме сцената. Древно македонски обичај е тоа. Година и пол Министерството за култура не му дозволува на театарот кој играше во паркот да ја реализира својата 16-та премиера. На вистина е време да се појави Мейерхолд. Остатокот е македонскиот страв од сценската вистина, од нашето македонско сега и овде. За волја на вистината се укина, гостувањата на театарот скрби утеха.
кај македонските заедници во сите соседни земји. Потоа се укинаа книгите, овие книги, бидејќи последна книга ги кажав некои работи. 17 години не сум добил во министерството. Обидувам да конкурирам, но има таму некој. Има некој таму. Видите, потоа ги укинаа армакедонските слави, потоа ги укинаа премиерите и на крај се укинаа. Но за жал тоа што Господ го дал не може да се укине. Видите, тоа продолжува и ако Македонија еден ден биде слободна, може би и вториот скрби дека ќе го добие вистинското место. Вистинското место што му заслужува македонската култура. Господе Исусе Христе, те молам да ставиш рака во македонскава земја, да не се мачи овој народ, да не се плаши да биде македонец. И те молам за постмакедонските идентитети да се покајат за погромот, за откажувањето од македонството, за тоа што ги гонеле и убивале македонците. На крајот сите ќе одговараме еден ден. Македонија и македонската култура му припаѓаат на Таткото Небесен и Господ Исус Христос. Ако не сте знаеле, сега ви кажувам. Амин.